следната сторија која што ни доаѓа од Битола, поточно на Техничкиот факултет токму во овој град беше направено едно истражување кое што е посветено на електричните тротинети кои што станаа секојдневни, особено во главниот град, но ете се користат и во остатокот од градовите, во некои од другите градови во нашата земја. Податоците велат се алармантни, а експертите предупредуваат дека недостасува јасна регулатива, безбедна инфраструктура и секако сообраќајна култура кај возачите. Малку повеќе на оваа тема од Емилија Мисерлиевски. Електричните тротинети одамна не се само тренд, туку реалност во урбаниот сообраќај. Ги има речиси на секоја улица, но се почесто се отвара и прашањето колку е безбедно нивното користење. Истражувањето на Техничкиот факултет во Битола и Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата покажа загрижувачки резултати. Констатациите се, можам да кажам, поразителни во делот на скоро сите аспекти кои што ги третират обврските за овие возачи на електрични тротинети. Имено, од вкупно анализирани преку 1320 возачи на електрични тротинети, само 7% биле од наводници исправни возачи на електрични тротинети, односно ги запазиле сите безбедносни норми. Останатите 93% во одреден сегмент постапувале спротивно на законските обврски. Повеќе од 50% од возачите на електрични тротинети не ја почитувале дозволената брзина. Само околу 20% носеле заштитен шлем, а помалку од 40% биле соодветно осветлени при ноќно возење. Речиси никој не користел рефлектирачки елек. Загрижува и фактот што се почесто електричните тротинети ги управуваат малолетници под 14 години, колку што е законскиот минимум. Експертите се категорични. Државата не е подготвена за целосна интеграција на електричните тротинети во сообраќајниот систем. За жал, како општество, многу брзо дозволивме влез на овие електрични тротинети во сообраќајниот систем, но од друга страна можам да кажам дека се уште не сме подготвени ниту инфраструктурно, ниту пак во смисла на законска регулатива, ниту пак од аспект на ниво на едукација на овие возачи на електрични тротинети, за да би можеле да ги интегрираме заедно со останатите учесници во сообраќајот. Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата велат дека законските решенија мора да се прецизираат. Миновно е според лично мене и како Републички совет дека законот мора да претрпи одредени корекции, каде што мора да се допрецизираат правилата и прописите под кои овие учесници можат да учествуваат во сообраќајот. Вклучително, како што напомена и професорот Јошевски, уредување по кои сообраќајни површини можат да се движат, брзината на движење, годините на старост. Податоците укажуваат дека бројот на сообраќајни незгоди со електрични тротинети е во пораст. Во текот на 2025-та низ државата биле регистрирани 147 сообраќајни незгоди во кои учествувале електрични тротинети. Во една незгода животот го загубил возач на тротинет, 32 лица се здобиле со тешки телесни повреди, а 112 со полесни повреди. Стручната јавност апелира родителите да не ги доживуваат електричните тротинети како играчка, туку како превозно средство кое носи сериозни ризици доколку не се користи правилно и безбедно.